Генерално како мала сакав многу да се облекувам, особено сакав многу да истражувам плакарот на баба ми кој што имаше многу шапки и така почна мојата љубов кон шапките и после тоа во тинеџерство исто така сакав многу носам баретки. И кога работев на мојата прва дебитантска колекција која всушност вклучуваше облека, вметнав и шапки во процесот на изработка и дури тогаш сватив дека изработката на шапки е многу поинтересен процес за мене отколку самата облека. И исто така увидов дека на нашиот пазар не постои нешто такво домашно, па така мислам дека тоа ми беше некој поттик и мотивација за да го почнам така, нели првиот бренд тука за шапки. Процесот е да речам долг, меѓутоа мислам дека најважната работа тука во целиот процес е првично да знаеш да го научиш занаетот, а тоа е нели кроењето и шиењето. И после тоа занаетот на некој начин те води по самиот пат, па така типично во нашиот процес на изработка нели на шапки, прво започнувам со некоја инспирација која што имам, па од тоа ваѓам скици, цртам обични скици. Од скиците ваѓам технички цртежи кои што се подетелни цртежи кои што представуваат, има информации за каде треба нели да има штеп и слично или состав. После тоа од нив се испробува на обичен генерално муслин материјал, односно памучен материјал за да се види дали моделот би функционирал добро. Измеѓу таа фаза нели се создаваат шаблоните, од шаблоните се создава нели првиот прототип. Доколку е се во ред со тој процес, се создава прототип од оригиналниот материјал со кој што нели ќе се користи, ќе биде употребен. И после тоа, ако се е во ред, тука и не се потребни некои дополнителни модификации, тој модел се пушта во производство и нели се создаваат повеќе количини од тоа парче. Сите модели се инспирирани од класична женска убавина, па така имаме шапки кои што се инспирирани, именувани, дизајнирани по некој женски лик. Па така ги имаме моделот на Софија Лорен, односно моделот Софија, моделот Моника инспириран од Моника Белучи, Линда Евангелиста, а последниот модел кој што го извадивме беше моделот Дениция, инспириран од делото Дениция на Петри Андриевски. По дизајнерски аспект не беше толку тешко, меѓутоа дизајнирањето во целиот процес може, не знам, само 10% од целата работа. Се разбирам, тешко беше се научат аспектите на бизнес, на менаџирање, на финанси. Тоа што мене ми е мило, што го гледам во последниве неколку години, е што имаме дизајнери кои што се трудат да го направат. Тој луѓе кои што навистина имаат желба да создадат бренд не само кој што ќе се продава тука на нашиот, туку нели и на регионалниот, па дури на европскиот или на светскиот пазар. Така да имаме некои, да речам, недостатоци во однос на извозот на производи или начинот на плаќање на производи кои би биле нели надвор од рамки на земјава. Меѓутоа, нели ако има волја за нешто, мислам дека може да се најде начин како тоа да се среди.